Kämpfe. Auch heute standen Sarajevo und weite Teile De nos jours, le pont des Voltaires est devenu un des musées les plus visités de la capitale. Et naturellement, une exposition permanente exigeait qu'on respecte certaines règles, par exemple qu'on installe des équipements spéciaux, un éclairage approprié. Време минато. Пред да биде уништен, индијанецот пушти глас. Време сегашно. Време идно.
Предавникот е тапанджијата. Тој ли откри врската за легално препродавање? Нема веќе да има префинети надразнувања на нашите ноздри кои со своите нежни треперења ги оплеменуваа нашите души и не водеа во рајските градини. Сигурно ли си дека предавникот е тапа народ? Предпоставувам? Епа не ми да предпоставуваш. Тој е. Од каде знаеш? И Перо ми спомна за него. Гледаш интуиција? Значи, тапанджијата е таа свиња? Не изгледа така лошо. Добро лошо, тоа ти е. А што го меркаш толку? Да не се влюби. И така ништо интересно не се случува во овој град. Значи стварно тоа е таа свиња. Добро вечер. Наташа, морам да му се одмаснам. Ке го заведам и ке го натерам да клечи и да се кае. И? Не те разбирам. Наташа, јас сум малолетна, така? Ке го соберам во хотел. Во оние што издаваат соби на саат, потоа ќе му повикам полиција, ке го фатат и се знае што следува. Затвор. Ракел, ти си луда. Неме да фантазираш. Јас знам малава. Од нив е. Овој пат ќе го фатиме. Веќе е време. Од толку следење почнав и да го сонувам. Музиката му е само маска. Мораме да го вратиме мирисот што разубавува и весели. Не смееме да дозволиме тапанджијава да ни ја однесе сите убавина.
da li ima nešto novo na terenu. Ajde. Kade be, a koji će plati? Той što ima pari, šankeru. Той ќе плати. Kolika be? Nemoj ti me be. Da ne ti ja beknam jednako će bebekaš cel život. Сакам да ти ја прочитам судбината што ти е напишана на прстите. На раката сакаш да кажеш. Не, во твојов случај би ти читал од прстите. Ајде. Ајде обиди се. Овде. А каде? Ајде ќе ти покажам. Каде одиме сега? Не знам. Кај мене не можеме, имам 6 браќа. Не може ни кај мене, имам 12 сестри во пубертет. Ододиме во некој хотел, мотел. Од секогаш сум сакала да видам хотел во кој се оди на саат. После сите делукс хотели, приватни, јахти, вили. Ова ќе ми биде кратко, ама сладко задоволство. Си. А да одиме во некоја ефтина прчварница? Вело дека секогаш имаше такси, а сега како заинат ги нема. А да одиме пеш? Добро е за здравјето, а и се добива кондиција. Движи се за да не заборавиш да одиш. Од каде го собрава, а? Од телевизија. Се одебавме од одење, а никаде не стигнавме. Такси како што гледаш нема. Ајде да прошитаме низ локација, може ќе најдеме некој ефтин хотел. Ги нема. Кој? Оној уметникот. Сона. Што? Здраво. Здраво. Пак си само. Каде ти е другарка ти?
Студираш, работиш? Студираш? Работиш? Колко години имаш? А колко години имаш? Како се викаш? А ти? Оли, а ти? Ракел. Ракела. Не Ракела, туку Ракел. Добро. Ракел. Можеме да почнеме со читањето. Не овде. Овде не се гледа. Во хотелот. Извинете, хотел во близинава има? Каков тастер, каков шпион. Оли, освен за тапаните и за джезот, за ништо друго не се интересира. Па нели ти ми рече дека се гребал на власта за специализација во Америка? Ти се си испомеша. Јас ти зборував за басист, а не за тапанар. Оли ми е најдобар другар и тој никогаш не би направил вакво нешто. И сега? Каде ти да? Во некој хотел. Во некој хотел. Е многу јак податок. Во градов има куп хотели. Во некој хотел на саат. И, ајде може би ќе ги најдеме. Ние би ја продолжиле контролата. Не ни е потребна смена. На пат сме да откриеме некоја чудна врска. Треба ли засилување? Ако треба ќе бараме.
сега прстен. Еден, два, три, четири, пет. Пет ги имаш. Види на вистина. Те чекаат 5 години среќа. И? А како се викаше? Оливер, ти реков. А и уште така се вика. А, да, Оливер. Твоето име е со педигре. И твоето исто така. Ракел Лабел. Чекай малку. Ти смрдиш толку? Не знам. Корнеш. Бегај. Добре, ајде, одам да се истуширам. Дојди во бањата да помуаветиме малку. Ме интересира зашто си станала лесна женска, Ракел. Тоа е наследно. Факт е дека сите жени од моето трло биле од најлошата сорта. Да. Ракел? Ракел? Каде си, Ракел? Доста ми е од оваа соба. Да одиме во некој друг хотел.
сте видели едно момче и една девојка? Никого не сум видел, но за одреден финансиски надоместок би можел да ја активирам мојава волшебна топка. Ги гледам. Туку што излегла од темната шума. Стигнаа до куќата од чоколадо. Марица штипна дел од стрејата и јаде. Пријатно. Пријатно јадење, Марица. Мојот Меди ја губи моќта за комуникација. Не можам да стапам во контакт со нив. Сликата се повеќе и повеќе станува магла. А кој знае, може би топката повторно ќе проработи. Благодарам. Не мислиш дека би требало да му дадеш нешто? Кои беа тие Што разговара со тебе? што разговара со тебе? И што ти рекоа? И што ти рекоа? Каде отидо? И каде отидо? Што е? Нешто како... Нешто смрди. Смрдејата се шири, господине, тоа требаше да го знаеш од порано. Добро. Одам под туш. Кој е? Ова е собата број 13. Да. За ова соба ме врзуваат многу убави спомени. Овде доживеав првата љубовна романса. Да. Затоа и го сакам хотелов. Чего? Обидете се да добиете врска. Зборувавте.
telefonskата centrala je stara i buči. Ova soba se čuvствува želba za telefoniranje. Da, Marilyn Monroe je na telefon. Jedno taksi ќе да молам. Да. Пред хотелот. Молам? На Марс. А, и вие сте биле таму. Ма немај, молим те. Da ti se dopadja? To što može biti velika kako para odela od raka vo raka. Teke je obožavale za rezinite majstori. Duri rako pleskale. Neka ne te čudi. Razmisli malku. Prašaj. Da, prašaj. Labela, da ti prašam nešto. Ракела, Лабела. Знаеш, сакам нешто да те прашам. Со колку сум спиела? Дали си влюбена во некого од нив? Сум била низ сите најпрочуени бордели на запад. Со најголемите љубовници, со најголемите шеици. Пази да не ти поверувам. Да? Малом? Такси. Ти да не повика такси, а? Здраво.
Goce si gojavana, belo to konče, pravo mi trgana, kožu planina. Pravo mi trgana, kožu planina, prisvoja družina, gocena družina, duma i produma, a bre družino, verna zgovorna, semete vije, muškina. Ќе стоиме или ќе се тркаламе? Види, ние бараме едно мирно катче за одмор и релаксација. По хотелишта, значи, а? Со ваква девојка, а по хотелишта. Повели, куќата чести. Ајде, вози. Каде? Во некое мирно катче, знаеш? Овој свет, ова време, ова доба на ноќта можеш да најдеш се, само мирно катче не. Луѓето веќе не мислат, се е распаметено. Прелудаци одат горе, а по земјава и да не зборуваме. Со ножеви ни ги дупат кумите. Со пиштоли ни ги кршат шофершајбните. Знаеш, со ракети го напаѓа такси, нели? Точно, со ракети, точно. Се топам. И ако ни помогнете, ќе ме наградиме. Тоа е друга песна. Слушај, ќе однесам кај мојот кум. Тој издава соби за вакви работи. Хигиена и услуга. Нема проблем, а? Zdravo živo! Dobre dojdovte, dobre dojdovte. Се извинувам, господјо, во вашиот хотел да не одседнале едно момче и една девојка. Povedete, vlezete vo sobata broj 13. Diskrecija zagarantirana. I tebe tamo. A сега, redok je na vas. Samo ne zaboravajte дека јас бе прва во тая соба. А дали повика полиција? Diskrecija bila moja diskrecija. Каде отида? Во рајот! Во рајот, мили мој, во рајот. Ајде, дојдете да ви го дадам клучот. Од собата број 13. Еј, господје Велот. Мислиш? Случајно знам еден хотел. Се вика во рајот. Povellete.
20. Specijalno za vas i čuvam taja soba. Diskrecija zagarantirana. Da li vo ovoj hotel se nalazi jedno momče i jedna devojka? Ne. A da. Da, nekoj prašuva. Da li ovde dojde policija, da? Si zamina. A v koj pravec zamira? A? To je toj. Isto to pivo go pije Sonja. Očigledno не е на диета. Той пие и ги фрла конзервите од автомобилот. Конзервите се вистинска трага. Ej, ako ne stigneme pobrgu, ќе си istopam целата. Лошо ми е. Човек вози побрзо жити мајка. Тука сме сите, борба да водиме за наша земја, Македонија, за наша мила земја поробена, од силена звер плети од душа. Стигнав. Колку сме ми должни? Колку што сакате. И не заборавајте. На вратата има звонче. Ќе звоните 3 пати. И ќе речете не прати таксистот Крсто. Човеку, престани да мелеш лошо и... Абе, такви умирања гледам секоја вечер. Плати, па клати. Чиста сметка, долга љубов. Еве 40. Што? 40, а? Минавме само неколку улички. Неколку улички, нели? Да. Но со какво возење и со каква музика? А за пивото и да не зборуваме. Добро, колку сакаш? Како колку сакаме? Слушај, момче, мене заебај, бе. Абе, носам на ебања кај мојот кум, бе, и ти вака, бе. Ај. Слушај, можеш малку да бидеш попристоен во присуство на дама? Та дама! Ајде, излези малку надвор да се видиме јас ти, може? Момче, ај мене заебај, бе. Ај, добро, дај ги тија 40, дај. Ај, бриши. Ајде, бриши, бе. Лошо е, може да треба да појдеме до болница. Што? За 40 кркушки да шетам по болници?
Te si majka da tamo, aj Sikter be, aj Sikter be! Aj Sikter da vi se pljukamo to, aj Sikter! Aj, koput jedni! Што е? Ни треба кумот на крст. Јас сум кумот на крстот. Тој рече дека вие издавате соби за одмор и рекреација. Немам време за губење. Сега сум зафатен. Веснам со жениве. А и со сите што си неќам работа. Ајде, Сиктер! Сиктер! Hej, nema Sidaona, nema!
Добре дојдовте. Willkommen. Welcome. Bienvenue. Значи, помина кризата на туризмот. Дали знаете колку траеше? Мене ми застарал часовникот. Значи, ова е хотелот во рај. Рајот останав само јас. Но сега кога вие туристите почнавте пак да доаѓате, рајот ќе биде истиот како што беше и порано. Имате ли гости? А како не? Како не? Од 1800 и некоја година до почетокот на новите обединувања имавме... Сега ќе ви кажам се. Книги бе, се запишам. Сега... Ајде, одим. Сега, почитувани гости, сега ќе ви биде се јасно. Во книги ви е запишено се. Се. Признај се за конзервите и за возењето! Признај! Извини бе, Перица, извини. Ова ми се случува прв пат. Ау! Немој ти мене, Перице. Сега сум орган. Надолу. Тебе само сакав да кажам дека јас сум за чиста човечка средина. Зборувај се за конзервите од пиво. Чекај бе, ми се случи тоа механички. Возев една будала со девојка, а тој само фрла конзерви низ прозор. Каде се сега? Ги оставив кај кумот. Така те сакам.
Ова е неверојатно. Како кило лимони и ладна вода можат да ја разубават ноќта. А и факт е дека уште малку овошје. Забрането не би ми пречело. Ракел! Ракел! Добро, нормална ли си ти? Зошто ме гризна? Сакав да ти ја пробам крвта, да видам дали мириса или смрди. Да. Овде. Мало? Да. Зошто викне полиција? Зошто повика полиција? А што се паничиш толку, а? И без тоа тие се твои пријатели, не? Кои пријатели? Какви пријатели? Ти си им доушник. Шпион. Каков шпион? Ништо не те разбира. Не разбираш, а? Не разбираш дека секој утро одбивам да се разбудам затоа што не сакам да живеам во овој смрдлив и одвратен свет. А тие што работиш за нив, тие велат откако ќе го уништат овој свет, ќе створат нов поубав. Но нас нема да не има во тој свет. Не разбираш дека сакам да се разбудам. Сакам својот живот да го живеам сега и овде. И јас сакам да го живеам својот живот сега и овде. Но јас не сакам да живеам во твојот свет, затоа што твојот свет е одвратен. Ти не го познаваш мојот свет. Мојот свет е таму каде што ми е убаво. Ако ти е убаво она што го правиш, не ни сакам да го запознам. А што правам јас? Ти ги предаде. Ти го прекина ланецот за дотор. Не, во тие игри јас не учествувам. Но ти ме предаде мене. А мене ми беше убаво со тебе. Зашто викна полиција? За да ме фатат со малолетнички и да ме затворат. Плачеш? Немој.
Тоа ја расипува убавината. Ракела Бела. И мене ми беше убаво со тебе. Сега се ја расипав. Да бегаме од овде. Каде? Од овој хотел нема бегање. На 20-тиот кат сме заборави. Ке одиме кон 21-иот. Ајде. Надвор има противпожарни скали. Додиме по нив. Policija! Oliver, otvori, nije sve. Ti se zapastili. Nije će ti kričine za tebe za poveće da ne grešiš. Тоа не е мала работа, твојата безбедност е во наши раце. Ние сме твои ангели чувари. Отвори! Колку е часот? Нов ден и неколку сончеви зраци до 12. Знаеш дека... Знам. Знам, читањето од прсти го проучи кај Хозе Агустин. Што е финтата? Епа финтата е во тоа што ти не си лош човек. Ти си тој. Тој што го... Знам. Знам. И јас тебе. Куци, куци. Злато. Куци, љубов. Знаеш, тој никогаш не можел да заспие вака со некоја. Не мислам за една вечер, знаеш. Не, тоа е... Ке се разбудиш на сабајле, па ти е се некако... Си ги собираш парталите, бегаш ко лопов. Мислам, она, баш... Да се разбудиш покрај некого, да... Знаеш, доручек во кревет, па кафе. Може би е добро да си со некој, не знам, не ти е ладно во зима, не знам, јас кој... Може би, само, сепак е посигурно кога си сам, така никој не може да те остави. Замисли да патиш по некого, па ти е
Не знам, јас не би... Ти... Ej, molči. Pa еве ги. Да, ама спият. Спијат во оваа смрдеа. Собираат сили за да побегнат од неа. Ке настинат. Ништо нема да им биде. А и вие, гледам, ќе заспивате. Да. Останавме само ние. Сами. И кога да ве разбудиме? Кога ќе дојдат побави и посреќни времења.